Како човек тука да знае за сигурно која е годината? И која е воопшто оваа планета? Peugeot 3008, еден од најверодостојните начини за човек да биде сигурен дека ова е 2024 година и ова е планетата Земја. Сенка. Една од малкуте работи што уште се бесплатни. Иако постојат начини, некои малку повеќе прикриени за да се наплати сенка, а тоа што исто така не се наплаќа е дизајнот кај автомобилите. Дизајнот кај Peugeot 3008, овој впечатлив дизајн кој што се двој авангарден, убав, одушевувачки, импозантен, фасцинантен, сите тие латинични зборови, не чини ништо. Peugeot 3008 се продава по иста или приближно слична цена со останатите модели кои што се од компактната класа, значи со останатите компактни SUV модели, кои што не се наменети сепак за најбуџет сегментот, туку како што тоа го води шефицата, генералистички модели, кои што се наменети во некои изведби, се наменети и за поширокиот круг, меѓутоа, постојат и изведби како што е оваа, а тоа е GT, која што зафаќа и во премиум сегментот. И тоа беше приказната за бесплатниот дизајн. Сепак ќе морам да побарам малку поубава сенка. Тоа е веќе сериозна сенка. Оваа сенка би вредела, кога би се наплатила, веројатно 200 денари од час. Или како што се случува на 100 метри од тука, сенката се наплаќа заедно со кафе. Околу продолжетокот на приказната дека сенките биле бесплатни. Единственото што остана бесплатно е дизајнот на автомобилите. Кај Peugeot е барем таков случајот. За да го прикажам колку е различен кокпитот, колку е различна внатрешноста на Peugeot 3008, снимам таков кадар. Значи, оттаму најдобро се прикажува што всушност се има случено со iCockpitот на Peugeot. И тоа е најдобар пример како се успела кога човек е истраен во идејата, односно во случајов човек компанија, дизајн. iCockpitот на Peugeot не е нов, туку е веќе во трето скалило, трето рамниште, трета генерација. Грубо земено трета генерација, иако имаше во меѓувреме многу меѓу скалила на напредокот. И тоа е типичен пример дека не можеш да погрешиш ако си сигурен во
идејата, во намерата, во замислата која што ја имаш. Пежо го направи iCockpit-от, одстапката, од шемата на кокпитот, ја направи уште во најрано време кога имаше смисла тоа да се направи. И зошто испадна толкава предност? Тоа што Peugeot уште рано избрза да го воведе iCockpit-от, односно 2 генерации пред ова. Затоа што Peugeot можеше уште најрано да добие фидбек, да добие повратен одговор од корисниците и од клиентите за тоа што не им се допаѓа. Не мора да значи дека на клиентите треба да не им се допадне па за да се смени, туку веројатно и самите дизајнери на Peugeot увидувале дека со текот на времето може да се воведат одредени подобрувања, значи да се сменат и одредени нешто во производството, затоа што не е само ова да се дизајнира, туку треба и да се плати, значи во производство. И секако треба технологија, треба процеси за ова да се произведе и изработи. И затоа сите тие повратни одговори, информации, фидбеци кои што доаѓа до Peugeot, доведоа до тоа денес да може французите да го понудат ова. И изгледа толку природно. Значи, дисплејот е широк, го води како панорамски, а и кокпит се води сега целата оваа замисла, целата оваа средина. Дисплејот на слика или на видео може би изгледа од почеток се чини дека е многу помасивен и дека тоа би доминирало, би превладувало со чувството, меѓутоа се гледа дека оваа димензија е точно одредена да биде природна, да не изгледа премногу нападно. Значи, таа е димензијата, можело да биде и поголемо, денес има и возила кои што имаат многу поголем дисплеј, меѓутоа, зошто толку да се напаѓа? Сепак треба да се сочува пријатното чувство. Значи, човекот треба да се чувствува природно во возилото, да не се чувствува како робот или како извршител на нечии функции. Се состои од 2 дисплеи, значи дигитални инструменти условно, и тоа што најмногу се допаѓа всушност кај целата оваа кај целиот овој принцип е во тоа што го има овој начин на ракување, односно го има скролувањето, слайдувањето, лизгањето, како и да се нарече. Ние имаме толку наши инженери софтверски низ светот, а уште користиме некои англиски зборови. И тоа е најдоброто нешто, тука од ова на човек почнува да му се допаѓа, навистина почнува да му се допаѓа целата оваа приказна, целиот овој тренд со дисплеите, иако не е тренд, тоа нема да заврши, останува на тоа, само ќе напредува понатаму. И ако некому не му се допаѓало ова со дисплеите до сега, сега со овој начин, со овој брз прегледен начин на ракување, ќе му се допадне на човек. И најдоброто нешто е во тоа што овој дисплеј се надополнува со iToggle, односно софтверски копчиња. И нормално дека и таму го има ова лизгање, слајдање, како и да е скролање, Господ знае како се нарекува. И тука се пристапува, значи, до основните функции, односно до медија, климатизација, навигација, телефон, mirror screen, значи прикажувањето, пренесувањето на информациите од дисплејот. Понатаму има контрола на системите за асистенција, нагодувањата на одредени функции, значи од бојата на внатрешноста до се слично, значи има и копче Home, тоа е многу корисно. Понатаму има Application Drawer, односно фиока со апликации, и таа служи за да се симнат одредени апликации и да се распоредат по своја. Значи,
во основа е истиот оној начин на ракување кој што го имаме денес во паметните телефони. Никому денес не му пречи ракувањето со паметни телефони, навикнавме, тоа е секојдневие, користењето на паметни телефони, од проверка на имејли до проверка на тоа кога ќе биде финалето. И тоа е природно, значи стана природно. Во овие неколку години стана многу природно да се ракува со автомобилите, со тоа што некогаш беше средишна конзола, да се претвори во дисплеј преку кој што се пристапува до функциите. И уште трето ниво, трето надополнување, значи на големиот дисплеј, на помошниот дисплеј, се физичките копчиња кои што се поставени тука. И тука има, значи, електричната паркирна сопирачка, местење на тонус, што е многу практично, значи, фантастично, тоа е принципот премиум марките, Мерцедес и BMW го имаат тоа. Безбедносни трепкачи и бирач на програми, кој што е многу корисно сместено, затоа што за разлика од предходните случаи кога имаше многу ситни копчиња за ракување, ова е многу попрегледно, многу по-функционално, подопадливо и понатаму ова се функции за ракувањето со главните функции на климатизацијата и вентилацијата и грејањето. Значи, рециркулација, што е најдобро и најважно кај нас, има копче за рециркулација, кој што е веднаш достапно, и понатаму грејање, брзо грејање, ветробран, задно стакло и исклучување на климатизацијата. И уште една гледка од оваа страна, како изгледа тоа. Навистина допадливо, оригинално и унапредено. Се забележува дека ова не е прв пат, туку ова има искуство, има генерација, има работа зад ова. Воланот е далеку од тоа дека е недопадлив или дека треба да се навикне човек. Меѓу другото, кога се држи повисоко, кога се држи, значи кога патувате на подолги релации, значи се чувствува замор кога раците ви се подигнати на воланот. И затоа ќе забележите дека при подолго патување секогаш го држите овој дел од воланот. И тоа е околу приказната дали ниската поставеност на воланот е од корист или не. Формата е сменета и напредена. Тука е овој дел е задебелен, многу е пријатно, значи ергономски. Тоа е како софтвер, како вештачка интелигенција да пресметала кои се позициите во кои што најчесто одмараат раците, односно се подпираат, го држат воланот и соодветно е пресметана таа форма на воланот. Значи, сите овие што се посебности, овој дел, тука е издаден, задебелениот дел, рамната површина долу, рамната површина, рамниот дел горе. Сето тоа ќе забележите во текот на возењето дека ви се допаѓа и дека навистина таа е вистинската правилната положба. И што е најдоброто? Во Peugeot го добивате iCockpit-от. Нема друга марка во која што ќе го добиете ова. Значи, високо поставен дисплеј условно. Значи, се повеќе производители преоѓаат на принципот на Peugeot. Меѓутоа, пак е во предност Peugeot со iCockpit-от, затоа што рано почнал и знае во која насока да го развива. И тоа е посебност. Ја добивате во Peugeot. Значи, луѓе често пати избирале модел и марка затоа што добиваат нешто различно. Нешто имаат посебно чувство, посебно што тоа им се допаѓа, сакаат да имаат различен автомобил. Различноста во случајот на Peugeot не значи само жртвување за разликувањето, туку е корисно. И целата всушност приказна на дополнувањето на овој дисплеј е заднинското осветлување. Оваа површина назад
е целосно осветлено. Тоа е една како еден проекцијски дисплеј, како една површина врз која што се проектираат светлосни ефекти, игри со светлината. И се стекнува впечаток, посебно кога ќе се смрачи, се стекнува впечаток дека дисплејов лебди, патем не бил македонски збор, дека лебди над основата, над арматурната табла, тоа што јас го нарекувам арматурна табла, и тоа дополнително, затоа што се стекнува тој впечаток, затоа што нема држач долу. Има држач, но тоа е сокрено од погледот, не се гледа. И тој впечаток дополнително се нагласува со амбиенталното осветлување, односно со оваа лента која што е назад, добре се префрли во економи мод, да не го стартува моторот, затоа што ќе се слуша. И целата приказна е во тоа. И тоа го создава, тоа го заокружува чувството. Може да се избираат неколку бои, ќе ги прикажам и боите како функционираат подоцна, меѓутоа чисто за од оваа страна да се добие еден преглед како изгледа iCockpit-от. Напред се добива се што се очекува од еден нов автомобил. Човек сака да го почувствува напредокот и сака да се увери дека тоа навистина е нов автомобил. Сака да добие ново чувство во својот автомобил. Назад се многу помали, условно кажано, барањата. Односно, нема потреба се уште од дисплеј, нема потреба од некакви посебности, се бара единствено да има простор, лесен пристап, ширина, висина и нормално дека сето тоа се добива. Просторно е, доволно е просторно. Сепак ова е компактен SUV. Јас често пати кажувам дека од се што е над ова веќе е луксус на луксузот. Значи самиот компактен SUV веќе е луксус за македонски услови, за македонска економија, македонски плати и слично. Меѓутоа, настрана од тоа. Просторноста е одлична. Чувството е одлично. Се што се бара е задоволено. Значи, дури и висината на седење и подпората која што се чувствува, значи целите, тука има чудо инсекти, сепак е во шума. Целата надколеница, значи бутовите се подпираат, добиваат подпора за да не се заморите кога патувате подалеку. Тоа е значи токму отсуството на подпора за бутовите е причина за човек да се чувствува заморено кога патува на подолги релации назад. И се е, навистина е одлично. Тоа е нова платформа. Очигледно е дека нештата се сменети, тоа е Stella STLA, односно Stella Medium платформа. Peugeot 3008 е прв модел кој што доаѓа со таа платформа и најдоброто е тоа што платформата навистина нуди напредок во просторноста назад. Навистина задоволително во секој поглед. Дисплеи нема, меѓутоа има тука во ова ниво има грејење на седиште, има преграда за оставање ситнури, има вентилација, значи посебно има вентилација, има джебови, има значи истиот финиш кој што го има напред. Производителите веќе одамна не се дозволуваат таков луксус за назад, задните врати, задниот простор да биде изработен, обработен со некаква задршка во споредба со тоа што се добива напред. Сите треба да бидат задоволни од Peugeot 3008. Специјалистичкиот автомобил на Peugeot со 2 нули. Багажникот ја заокружува
добрата слика, убавата слика за 3008. Иако и досега 3008 во поглед на просторноста на багажникот и во функционалноста на просторот немал пропусти. Убаво изработено, значи сепак овие модели, овој сегмент повеќе се движи во насока на Гран Туризмо отколку во насока на теренци. Порано се случуваше кај некои други производители, општо генерално на пазарот, беа прикажувани SUV моделите како некакви теренци, иако не беа теренци. Кај 3008 јасно се гледа таа насока на развој, унапредување, движење на овој сегмент кон Гран Туризмо модели. И тоа се забележува во багажникот. Значи, ова е простор кој што е корисен за да се сместат работи и да се патува. Да биде корисен при патување. И има една многу интересна ставка, значи тоа може кај французите да го забележите. Значи кај нација која што им служува на кралеви, па затоа имаат развиена ваква смисла за практичност, за услужување. Едни малечки држачи ја држат полицата во оваа положба за да може со две раце да се пристапи во просторот долу. Значи сепак тоа е двоен пот. Тука е од страната резерното тркало, значи може да биде или помошно резерно тркало или полно резерно тркало. Очигледно е дека е предвидено простор за некои пазари и за полно резерно тркало или за компресор без разлика. Значи мощне е за пофалба тоа што целиот пот е обложен со овој филц, издржлив. Значи тоа е многу премиум изработка и оваа рамка го штити целиот простор од гребаници, оваа пластична рамка, значи штити за да се оштети, штити од оштетување на платното, од предмети кои што би се сместиле тука. И тоа е многу корисно. Значи има оваа положба. Лесно е, пристапот е лесен. Значи не треба да се совладува некаков зид, па кога се товари, тука едноставно се подига и се лизга натаму. И може да се смести и во оваа положба, сето тоа се движи, сето тоа се одвива. Многу брзо, многу лесно и ја има рачка, има цврста облога, има ластик тука, има приклучок за 12 волти, има за чанти, веројатно, од шопинг, држачи, има куки, метални куки, да, метални куки, значи сепак тоа треба да држи товар. Импресивно изработено. Значи, тука се гледа сериозноста со која што Peugeot го изработил, го развивал овој модел. Има и прегради тука за сместување, многу практично, многу прегледно. Браво! Собарувањето е вообичаено, едноставно, еден потек. Сега тука се забележува разлика во висината, меѓутоа доколку подот е поставен во горна положба, се добива малку по-рамна површина. Троделна е поделбата на задната клупа. Нема местење надолжно, значи на клупата по должина или по агол нема. Меѓутоа очигледно дека тоа никому не му пречело, ретко кој го нуди тоа денес. Една од посебностите на Peugeot 3008 е тоа што бирачот за програми за возење е тука. Во почетокот ќе ви се случува да имате најчист ветробран во околината, затоа што погрешка обично ќе се посегнува по рачката за бришачите, меѓутоа станува збор за привикнување. Значи човек што редовно ќе си го вози, ќе си го поседува овој 3008, ќе има таа навика. Овој модел користи благ хибриден покрив. Значи ова е
со 1-2 литарски мотор, PureTech 3 цилиндри со 136 конски сили. Тоа е во основа има извршено модификации, има извршено неколку преправки, меѓутоа меѓу главните преправки е тоа во споредба со претходниот, значи PureTech е тоа што сега моторот користи ланец место ремен. Претходно имаше, односно моторот уште се вградува, меѓутоа во тој случај моторите кои што користат ремен место сенџер, односно место ланец, се малку почувствителни во поглед на почитувањето на интервалот за сервисирање и во поглед на спецификацијата на масло, значи не може да се стави кое било масло, туку инженерите предвиделе тоа да биде точно одредено масло со одредена спецификација, нема што да се штеди. И кај тој мотор се случува, значи се случува некои условно кажано испади кои што беа предизвикани токму поради непочитување на рокот за сервисирање, редовниот рок за сервисирање и маслото. Тука сега се избегнува тоа, значи таа строгост кај ланецот. Тоа е сменето и моторот претрпе преправки за преоѓање на благ хибриден погон. Значи, оваа погонска изведба, овој автомобил на тест користи благ хибрид, а тоа значи дека во случајот на Peugeot, тоа значи дека има електромотор со мощност од 15 киловати, односно 21 конска сила, кој што е вграден во менувачот со двојна спојка, користи 6 степен менувач со двојна спојка и во него е вграден електромоторот. Зашто е важно тоа? Да се напомене што електромоторот е вграден во менувачот, односно во звонот. Тој е поврзан со механизмот на менувачот, да не објаснувам детално, меѓутоа со тоа решение се овозможува електромоторот самостојно да го движи Peugeot 3008 на струја. Значи, одредено растојание може да се помине целосно на струја. Тоа се куси растојанија од неколку десетини метри до стотини метри, кои што може одеднаш да ги помине Peugeot 3008 чисто со погон на струја, значи при поаѓање, при забрзување, при возење во колона, при паркирање и слично. И тоа е условено само поради батеријата. Има мала батерија која што има капацитет од некаде 0,8 чинам ват, 0,8 киловат час, значи 800 ват часови. И во тоа е всушност целата предност. Значи тоа е малечка батерија која што не чини. Цената на благиот хибриден погон, грубо пресметана, значи според мои процени, чини некаде околу 600 до 700 евра, чини самото, значи, опремата за благ хибриден погон. Меѓутоа, разликата од преку 2000 евра во споредба со мотор кој што е класичен, значи со класичен анласер и алтернатор, е некаде околу 2500 евра, затоа што благиот хибрид секогаш доаѓа во комбинација со менува со двојна спојка, значи со автоматски менува со двојна спојка. И тоа е целата суштина, значи на благиот хибриден погон. Тоа е најубавата форма на електрификација. Најубава зашто? Затоа што човек едноставно го добива погонот по дефолт, без да се мисли дали сака хибрид или не. Значи, благиот хибрид е таква форма која што постигнува електрификација, меѓутоа во најблагата форма и во поглед на цената. Значи, мала е, незначително, сепак е незначителна разликата. Таа цена е, тоа е цена да предпоставиме дека толку би чинеле и тркала со поголема димензија. Значи, таа е доплатата, толку е целата фама околу благиот хибриден погон. И предноста главно се огледува во градски сообраќај, каде што секое запирање, односно забавување, залет, секој залет, пуштањето на возилото да се движи по залет и
запирање, сопирање, се користи за таа енергија да се претвори во електрична енергија и да се складира во малечката батерија и понатаму електромоторот ја користи таа енергија за да испорача дополнителна енергија при забрзување, забавување, поаѓање, не забавување, поаѓање и слично. Или одржување на брзина на автопат исто така. Значи на некои правци каде што е постигната брзина и потребна само мала интервенција за да се одржува брзината, електромоторот исто така е активен и помага, значи повремено помага за да се одржува постојаната брзина на возење. Искусните возачи знаат што значи тоа кога со мало додавање на педалата постигнуваат брзината да не се менува кога возат подолг правец на автопат. И во основата благиот хибриден погон е многу допадлив погон затоа што постигнува многу поголема заштеда отколку што чини. Да не речам вреди, затоа што вреди и чини има разлика. Значи, отколку што чини. Во град не би требало да се смета на потрошувачка повисока од 8 литри, значи на вистина е делотворен благиот хибриден погон при возење во град и не го оптоварува возилото со дополнителна тежина, со дополнителни компоненти за тоа да пречи при возење во свијаци, при динамика, при забрзување и слично, значи не се чувствува едноставно погонот. А еве го тука, значи го има дисплејот. Тука има едно поле на кое што прикажува што се случува. Сега е на долнина тука и се полни батеријата. Значи таа веќе одамна е полна, тоа е малечка батерија, значи за неколку стотини метри таа се полни, меѓутоа го има овој приказ тука кој што помага и е можно интересен. Еве сега, например, ако забрзам, ќе приеде power, ќе го прикаже power. И тоа е, сега запирам, полни. И тоа е целата философија на погонот. Потрошувачката е 8,8 за овие 257 км кои што ги имам извозено до сега, со тоа што би зел дека е 1 литар над реалната, затоа што имам неколку делници кои што се извозени малку со поголема, силна газ. Меѓутоа, може да се смета дека на отворено возење ќе биде потрошувачката ќе биде далеку под оваа вредност, значи 8 е гарантирана во секој случај. Има тест возачи кои што ќе ви кажат дека потрошиле 10 литри или повеќе, меѓутоа кога би го платиле сами горивото, а не би го добиле резервоарот наполнет на возилата на тест, сигурно не би потрошиле 10 литри или повеќе. Преку рачките на воланот може да се ракува и со менувача, значи да се менуваат рачно, да се префрлуваат степените, односно на долнина да се префрли во степен подолу за да не се случуваат циркузи. Еве го примерот. Возам со 58, ме прашува дали да возам 90, затоа што камерата препознала дека толку е и навигацијата препознала дека толку е ограничувањето и се што треба да направиме да притиснам на ОК и понатаму автоматски ќе се забрза на 90. Ето. И понатаму работи како радарски темпомат, односно кога ќе има побавно возило напред, ќе забави, ќе забрза, доколку возилото требало да се исклучи од патот. Секако ги има сите системи за асистенција, меѓу другото и од јули, од месецов, задолжителни кај сите нови возила што се продаваат. Претходно беа кај сите нови модели кои што се пуштаат во продажба на пазарот, сега е кај секој нов автомобил што се продава. Забавува, значи тоа се интелигентните темпомати, препознава дека е свијок и подзабавува
за километар до 2, затоа што пресметува, проценува дека е превисока таа брзина за свиокот и соодветно ја смалува. Сега тоа се долги свиоци, брзи свиоци, нема потреба од некое поголемо запирање, да видам тука што ќе направи. Да, еве, смали на 86, ја смали, па повторно забрзува, полека, кај предходните генерации на темпомати, кога ќе беше наместено 120, влегуваше со 120 и во свиоци, или 90, се едно. И уште една лоша својство што го имаат тие темпомати беше што кога ќе се префрлеше од 5-тиот во 6-тиот степен, автоматски се каснеше темпоматот, односно тоа време и немаше 6 степени менувач, беа ретки. Возењето е пријатно. Разликата во споредба со претходниот 3008 се огледува главно во динамиката на возење. А што значи тоа? Тежината на каросеријата се чувствува многу помалку при промена на правец, при влегување во свиок, при излекување од свиок, при серпентини, свиоци, значи многу помалку се чувствува тежината на возилото. Тоа е баланс. Тоа е одличен баланс кој што е постигнат во возењето и секако дека делува релаксирачки. Тоа е релаксирачки фактор, релаксирачко влијание и помага за човек да се чувствува пријатно во Peugeot 3008. Тивко е, се чувствува кога е активен електромоторот, во град секако да, меѓутоа и на вакви патчиња, каде што има забрзување, мало забрзување по свиок, тука, например, се забележува дека е активен електромоторот кусо време и тоа е многу пријатно. Значи го прави возењето да биде посебно, прави посебно чувство во возењето. Моторот е со мощност со 136 конски сили. Јас и претходно имам кажано дека повеќе од тоа денес не му треба на човек во оваа класа. Се сменија времењата кога беше најважно да го имаш најсилниот автомобил. Денес се вози многу порелаксирано. Патиштата се направени, возењето е друга природа, така што грижата околу тоа дали имало 100 или 200 конски сили, тоа сепак е прашање од некое друго време. 136 конски сили сосем доволно. Посебно што автоматскиот менувач внесува една нова димензија во возењето, значи го благородува возењето и тоа е вистинската разлика. Ќе биде воведен, подоцна ќе биде воведен и модел со приклучен хибриден погон, меѓутоа секако дека ќе биде далеку од овие 40 или од евра колку што чини Peugeot 3008 со 1.2 литарски мотор со плаки хибрид и GT ниво на опрема. А тоа што го прави 3008 да биде хит модел е секако и целосно електричната изведба, која што веќе е во ценовникот на Euro Impex и чинам дека чини некаде околу 60.000 евра, меѓутоа во нашата држава, каде што државата уште нема осознаено дека, прифатено дека во светот постои електричен погон, електрични автомобили, тоа е, значи, на вистина и не е за изненадување, од друга страна. Возењето е течно, тивко, комфортно, релаксирачко, амортизацијата работи комотно, значи нема некои тешки реакции, тешки удари, силни удари. Се е тоа фино, избалансирано.
па дури и кога ќе заборави човек дека има вакви лежачки полицајци, кои што би требало сепак да бидат бојатисани, а не да казнуваат луѓе. Сега е веќе многу подобро. И околу благиот хибриден погон е најдопадливата форма на електрификација, најнеутралната форма и најдобрата форма во поглед на тоа што за доплатата која што се прави се добива многу поголема заштеда. Значи пресметано заштеда и чувство во возење наспроти цената, благиот хибриден погон е неспоредлив. Peugeot 3008 или 3008, специјалистот на Peugeot. Од секогаш привлекува внимание, уште од првата генерација, кога беше кросовер, што воведе бројни промени, почнувајќи од кокпитот, авионскиот кокпит и од дизајнот, кој што секако двоеше од шемата. Тогаш уште беше кросовер, па потоа во втората генерација, кога притискаше со стил, добро, таму се спречкале некој, кога притискаше со стил, кога беше стилскиот модел во класата на компактните SUV модели, а сега е дизајнерска икона, дизајнерски врв. Кога ќе се подсетиме на сите концепти кои што Peugeot ги има представувано до сега, на салони, на специјални изложби, во последно време е многу присутен и на уметничката сцена, поддржува уметници, фотографи. Значи, токму вакви средини се фотографираат, се појавува лавицата или лавот, се едно, кој што сака повеќе, на Peugeot. Дизајнот е впечатлив. Дури на доаѓање тука забележав, често пати се случуваше, значи да забележам дека привлекува погледи, не може да не се забележи дека луѓето го гледаат, го забележуваат, се вртат по него. Девојка на семафор изненадено, со неверување гледаше кон автомобилот, не и се веруваше дека такво нешто може да се појави на улица. И Peugeot го направи тоа. Матијас Хосан, дизајнерот, кој што во овој модел веќе го ослободува, го покажува целиот свој креативен потенцијал, моќ. И од каде да се почне? Светлата. Светлата се неверојатно тенки. Значи, 4 прсти. Толку. И уште се и дополнително, значи тоа нивно својство, малата висина. Дополнително е нагласена со оваа лента која што ги спојува, ги соединува во една целина која што се движи од трепкач до трепкач. Секако дека се тука и шепите, трите шепи, кои што се вовлекуваат и во главните светла, се користи Pixel LED технологија, е прв модел кој што користи Pixel LED технологија, во GT доаѓа стандардно, значи стандардно доаѓа со Pixel LED технологија, која што во основа значи дека повеќе осветлувањето се состои од повеќе светлечки тела, точки, кои што се приспособуваат на условите на возење и на условите на средината. И на тој начин се постигнува една фантастична осветленост на патот. Значи, за човек да не се грижи, сега веќе се стемнува, да не се грижи кога ќе треба да се враќа назад, дали ќе биде темнина или не, а вози
во предел кој што не го познава и кој што е ваков. Од која специјалности да се појде, брилира. Што да се гледа попрво? Формата, силуетата, бојата, деталите, отсуството на рамка околу прозорците. Ја нема рамката. Рамката е сокриена. Тоа што е одлика, значи дефолт, кај секој автомобил, рамка околу прозорците, тука е сокриена. И тоа е стилското совршенство, стилската љубов за да се направи нешто во изгледот на овој автомобил кој што секогаш привлекувал внимание со нешто. Бојата е обсесивно сина. Меѓутоа, еве сега во овој момент изгледа зелена. Тоа се состои, бојата се состои од два пигменти, а намерно имам сина мајца за да споредиме сино, вистинска сина боја и сино според Peugeot 3008, односно зелено во моментов. И се менува во секој момент, се менува зависно од аголот под кој што паѓа светлината, зависно од аголот под кој што се гледа овој дизајн. Станува сина, станува зелена. Еве, од тука е сина бојата, од тука ја гледам сина. Значи, навистина е спектакл и таа е рекламната боја, заштитната боја на Peugeot 3008. Peugeot вели Fastback SUV. Веќе еднаш направи, пред него направи, пушти на сцената еден Fastback, со кој што покажа дека се уште има простор да се измислуваат нови, да се создаваат, осмислуваат нови каросериски форми и дизајни, а сега го представува преку 3008, го покажува и Fastback SUV. Никаква одлика на SUV. Некогаш требаше SUV-ето, требаше да зрачат со цврстина, со издржливост, теренска способност, ништо од тоа. Тој е способен да вози по терен, тоа е несомнено, сепак е Peugeot 3008 SUV. Меѓутоа, се е толкувано различно од хаубата, која што е далеко од тоа дека може да се каже, да се оцени дека изгледа како кај комби лимузина, како кај 308. Не. И таа е даден некаков посебна форма, посебен стил, за да личи како на SUV, туку како за Peugeot 3008. Овие концентрични кругови, тоа се исто одлика на Peugeot, се мощно впечатливи. Нема хром, никаков хром нема, отсуствува. Peugeot целосно се откажа од хром, затоа што тоа не е во согласност со животната средина. Значи, се користат други акценти, други начини за да се акцентира. Главно се користи сива и мат сива и црна сјајна боја. Се користат на различни места. Ова е исто така, значи посебност на Fastback-от и спойлерот кој што и не се забележува, тоа е минимален еден отвор. Дали 1 сантиметар има простор низ кој што струи воздухот меѓу покривот и меѓу спойлерот. Издолжена, направено е да не изгледа нападно, да не ја нарушува хармонијата, идејата, брзината на изгледот, меѓутоа пак си функционира. Аеродинамичноста денес е доведена до толкава совршенство што е потребно место огромни спойлери, масивни, кои што
се забележуваат од 6 километри, денес е доволен ваков спойлер, кој што и не се забележува, туку повеќе е како стилско надополнување, стилски израз. До Опашот. Fastback SUV Опаш во изведба на Peugeot. Нормално ги има овие три шипи, лавовски шипи, меѓутоа колку се едноставни. Не е нападно, 3 линии и ја завршуваат целата работа. Поставени под агол, акцентирани и готово. Нема што да се нагласува, да се обтоварува, тоа е ефикасност во дизајнот, би го нарекол. Исто како напред ја има овој појас, кој што ги соединува светлата и секако Peugeot. Со гордост напишано Peugeot 3008. Друг е и фонтот. Значи, се е сменето. Па и до фонтот. Еве само еден дел од Опашот. Кога не се гледа како целина, туку се гледа само еден исечок. Дали тоа личи на SUV? Не. Сосем различно, една иновација, една свежина, гениалност. Дури овој зафат, овој потек го има како кај 408. И тоа е заедничко. Сега 10 минути подоцна и од оваа страна, одеднаш се изгледа сино. Гениалноста на бојата. Има 6 бои и сосем се доволни. И тоа влијае денес за производителите да задржат колку може рационалност во ценовното позиционирање. Маската е посебно доживување. Изгледа како motion blur. Изгледа како изобличување на сликата од голема брзина, меѓутоа се е концентрирано на лавот. И не е залепена амблемот, грбот на Peugeot не е залепен, како што тоа се случува кај марките, значи едноставно да го залепат амблемот и готово завршена работа. Туку поставено е се на една основа, издвоено, значи си ја сакаат марка во Peugeot. Ја слушате тишинава. Природа замира, зајди сонце. Прекрасен е овој свет. И Peugeot. А надворешноста е само најава за тоа што следи внатре. Тука веќе почнува да се гледа амбиенталното осветлување, кое што е втората најважна работа во кокпитот, покрај дисплејот, панорамскиот дисплеј, односно панорамски ај кокпит. Тоа е алуминиумска плоча во која што е поставено посебно заднинско осветлување што создава посебен ефект и го нагласува, ја нагласува издвоеноста, како што спомнав, ја нагласува издвоеноста на дисплејот од таблата. Не се гледаат држачите. Од кој да било место, не се гледа. Може да се изберат 8 бои, да провериме колку функционира лесно, па добро, едноставно било. Може да се изберат 8 бои, жолта, тоа е спортската боја на Peugeot, жолто-зелена, и таа не е обична жолта или зелена, туку е Peugeot боја. Па ова
ова веројатно е некоја дамска варијанта. Светло-зелена, светло-сина, тоа се некои дамски варијанти или не знам. Во летно време секако сакате да ја вклучите оваа сина варијанта која што лади. Okay, Peugeot. How can you entertain me? It's taking longer than expected to help you with that cloud request. Please try again later. Ова морам да го покажам. Во современите автомобили, голем број мажи имаат проблем да најдат соодветна потпора за десната рака. Кога не се зафатени со менувач, тука и нема менувач, значи треба соодветно да се најде место на кое што ќе се подпре десната рака, да се одмори едноставно за возачот да се чувствува релаксирано. Возачкото седиште е далеку, многу е непријатно, значи неприродно е да најдете потпора вака. Затоа Peugeot осмислиле еден совршен начин како да го посредуваат, како да го донесат тоа чувство на старите тесни автомобили во кои што едноставно секогаш можеше да се најде потпора за раката, за десната рака на женска нога. И кога ќе ставите раката овде, кога ќе подпрете раката, не треба многу да помине за да откриете дека формата, димензијата, целата физиономија на овој гребен навистина личи на женска нога и тоа на долгонога дама, затоа што еве колку е повисоко овој гребен. Па дури и кога ќе земете предвид дека оваа површина тука е обложена со нешто што глуми текстил или платно, па добивате впечаток како да допирате најлон или ајде нека биде мрежасти чорапи. Peugeot, браво! Пред да стане премногу возбудливо ова шумиве и во оваа дивина, уште една кратка представа на Peugeot 3008. Светлата, че се пренесува, продолжува оваа линија, продолжува во главните светла, дневните светла, продолжуваат, но вистина импресивна. И меѓу другото знаете дека се разидувате разминувате со Peugeot кога е на улица или знаете дека ви доаѓа Peugeot 3008. Формата на опашот овој фастбек, задните светла, со шемата со трите шепи, сепак тоа е марката на лавот, или марката со лавот, или со лавицата. И фонтот е сменет. Ова е тој кус опаш што прави разлика, издаден дел што прави разлика, навистина не секојдневна и далеку од секаква шема на SUV, значи многумина го имаат прикажано тој пример, односно ги имаат споредена само силуетите на бројни SUV и се забележува колку една иста форма со минимални промени се повторува од марка во марка. Оваа силуета ја препознавате дека е Peugeot. Арките и овие кругови околу нив кои што нагласуваат, аеродинамичноста е доведена до совршенство, нормално. Тркалата исто имаат аеродинамично оптимирана форма. Овие се со пречник од 20 инчи,
Меѓутоа, дури кога ќе го прочитате форматот, забележувате дека би требало, се сеќава човек дека би требало, Мишелин нормално, дека би требало да биде груба формата, ако е веќе тој формат, меѓутоа, многу малку може да се оцени дека е грубо под возијето. Значи, комфорат сепак си е одлика на Peugeot. И евеа формата на маската. Почна со 208, па своевремено и кај фейслифтот на 308 имаше некои промени во оваа насока, меѓутоа пак изнајдува начин за да сменат, да воведат нешто ново и свежо. И внатрешноста. Овој грб, значи, од 308 го имаат ГТ изведбите. Колку изгледа моćно овој дел. Па дури и подсеќа на некои стари модели на Peugeot. Човек кога ќе го види овој амблем, грб, му се враќаат формите кои што ги има гледано. Следи спуштање, батеријата, како кај секој хибрид, така и кај овој хибрид се полнина, надолнина и на овој дисплеј се прикажува каква е наполнетоста во моментов. Што за многу кусо време ќе се наполни целосно. Тоа е сосем неважно кај благиот хибрид, затоа што, како што објаснив, целата предност, главната, најголемата придобивка од благиот хибриден погон е во град. И сега на места каде што ќе биде потребно да забрзано свијаци или да доколку има нагорнина, ќе се активира оваа енергија, ќе се врати кон електромоторот и ќе помогне електромоторот, ќе помогне за моторот да не се вклучува со премногу сила. И еве го тоа амбиентално осветлување, сосем различно, посебно доживување и вредно доживување. Целата ширина на видното поле ја покрива овој појас. И изгледа многу пријатно. Се слуша електромоторот. Значи, тука возењето е целосно, дори ја прикажува и ангажираноста на моторот и на електромоторот на овој дисплеј. Во возењето во бројни ситуации се чувствува постоењето на електромоторот во погонската спрега, било да се работи за помошта што ја посредува при забрзување, било да се работи за забавувањето кое што го посредува, постигнува, значи го има и тој ефект, корисен ефект на забавување. Не може да се избира колку да биде степенот на рекуперација, затоа што електромоторот сепак не е толку моќен за да може да биде толку релевантен. А тоа што не е толку моќен, од друга страна, значи дека цената му е многу подостапна отколку на сите други форми на електрификација. Скопје е некаде натаму. Меѓутоа, се гледа што постигнуваат светлата. И на ваков пат, кој што е далеко од автопат, спореден пат, осветлувањето си ја постигнува својата функција
и можам да возам релаксирано, меѓутоа само додека снимам, затоа што сепак треба малку повеќе да се внимава на вакви патишта. Да им покажеме на политичарите колку е најубава наша Македонија. Промената во воланот главно е во намалувањето на овој средишен дел во споредба со предходно. Значи, оваа површина средината е помала и повеќе се издвојуваат краците. 2 краци има. Тоа и не е толку очигледно. Значи, многу повеќе луѓе забележуваат компактност на малите димензии на воланот отколку фактор што има 2 краци. Значи, во поглед на ергономијата е безпрекорна, навикнувањето е многу брзо и мене лично ми се допаѓа. А им се допаѓа очигледно и на сите 10 милиони купувачи кои што досега имаат нарачано од Peugeot автомобил со iCockpit. Копчињата се софтверски, нема проблеми како кај на други места, други производители со ракувањето. Значи, ја детектираат, ја препознаваат присуството на прстот, го препознаваат, значи уште од претходно, значи дека е тука прстот, за да не биде долго реагирањето на наредбата и едноставно само се чека да се потврди командата, да се притисне. Тоа се командите за радарскиот темпомет. Значи, доволно е кога камерата чита колкава е брзинското ограничување во моментот и кога ќе прочита дека, например, брзината е 130, кога ќе прочита дека се престанува претходното ограничување на брзината, прашува во дисплејот дали да ја зголемам брзината на 130 од претходно и доволно е само, значи, да се потврди со едно ОК и автоматски си забрзува 3008 и вози со таа брзина, се додека не најдена побавно возило напред, кога автоматски ќе си ја подзапре брзината, освен доколку во случај возачот да нема намера да пристигнува. Кај дисплејот не се забележува држачи, значи од секоја, од кој да било место, посебно се поставени и посебноста е и во тоа што се надополнува овој дисплеј, се надополнува со ова алуминиумска лента, значи изработена од алуминиум, меѓутоа се изработени овие светлечки полиња, точки со во неа за да се создаде еден посебен ефект, колку е условно народски кажано штосно тоа како изгледа, значи отворот за воздух колку е оригинално сместен. Под алуминиумската лента следи оваа површина која што е повеќе личи на платно, некое француско платно. Тие што се разбираат повеќе во платно ќе кажат на што им личи. Целото видно поле е обкружено односно зафатено со ова амбиентална лента. Докаде што досега погледот, значи оној страничен периферен вид, сето тоа е покриено со ова осветлување. Може да се изберат повеќе бои и тоа не е толку проблематично како што изгледа. Можеби, значи едноставно се допира settings, понатаму се избира внатрешност, боја во внатрешноста и тоа се боите што може да ги понуди. Значи, Peugeot 3008 за осветлувањето не е претерано, тоа се 8 бои, меѓутоа сето тоа е одбрано со вкус, нормално. Оваа е некоја наутички сина боја која што најмногу
одговара за температура од 35 во сенка. Ракувањето со дисплејот е многу брзо, го има ова поле, значи секојаш може да се дојде на почетниот екран, па има и брз пристап до функциите за возилото, значи многу е работено за мените да се осмисли интелигентно, значи за кога ќе седне човек да ракува, да не се мисли како и што се извршуваат, односно како се допира до одредени функции. Панорамска камера, значи има и опции бројни ова тест возило. Тоа се iToggles и за разлика од 308, каде што прв пат ги имаше овие значи и часовник може да прикаже, тоа е многу ефектно, сега прв пат го вклучувам тоа. За разлика од 308, каде што прв пат се појавија овие iToggles, тука веќе има двојно повеќе функции. Значи, со ова едноставно скролување, лизгање на дисплејот се добиваат 10 функции и, односно за медија, фантастично брзо се поврзува, јас го немам сега поврзан на телефонот, многу едноставно, климатизација, тоа се функциите за климатизацијата, вклучена е вентилација на седиште, има и масажа, грејење на воланот, исто така во ниво на опрема GT е содржано. Тоа сега не ни треба. Функции на климатизација, тоа се. Значи прегледно, едноставно, иако нема зошто што повеќе да се допира таму, да се чепка таму, затоа што тоа е автоматска клима. Навигација, телефонија, mirror screen пренесување, значи на дисплејот од мобилниот телефон, системи за асистенција, значи тоа што има брз пристап преку ова копче, истото, до истите функции се пристапува и преку ADAS, сетинзите, че се може да се намести, тоа е пристап во возилото. Ова 3008 има и електрика на седиште, односно меморија има исто така. Тоа е местото што е наменето за паметен телефон, односно за телефон. Ефектно си е сместено таму. Значи нема зошто да се гледа дисплејот директно или да биде на подостапно место телефонот, затоа што денес автомобилите функционираат на тој начин што поврзувањето е безпрекорно. Значи, возилото се поврзува со мобилен телефон и ставање телефон на уво додека се вози, тоа е малку несоодветно во денешнава генерација модели. Тоа е таа лента со прекинувачи за директен пристап до климатизацијата, значи тоа не е функција на брза климатизација, безбедносни трепкачи, избор на програми за возење, многу практично ракување со волјум, значи со силината на гласот, на звукот и електрична паркирна сопирачка. Тоа се држачите за чаша. Овој простор тука е изведен сосем различно. Во почетокот е малку чудно зошто е така направено. Меѓутоа, кај Peugeot се си има своја причина, тоа е осмислено зошто да биде така направено. Значи е длабока преграда, нема никаква опција за мануелен менувач, затоа е толку слобода искористен, толку е таа слобода искористена тука во конзолата. И од почеток изгледа дека тоа е многу чудно решение, меѓутоа е практично и тоа што ќе се смести тука си останува заштитено и од погледи и од шетање при забрзување и слично. Има и класична преграда, голема, практично 17 вкупно места има на кои што Peugeot има предвидено вградување, односно оставање предмети. И тоа е различно кај Peugeot 3008, значи целиот овој панел во вратата е изведен закосено
и спуштена надолу, затоа што така налага ергономијата. Во почетокот може би изгледа чудно тоа што нема тука класична рашка, односно дршка за вратата убава да се зафати и да се тресне. Меѓутоа, токму тоа е идејата на Peugeot, да не се треска врата кој нема осет. Кинематиката на вратата е изведена така што совршено се затвора со мала сила. Значи француски. Полето со прикинувачите за прозорците е класика. Тоа е делот во вратата од осветлувањето и овој панел кој што внесува атмосфера на дом. Значи тоа се материјали кои што обично се среќаваат во домовите и тоа е тренд кој што ја зафаќа браншата во моментот. Еве ги боите на осветлувањето, на амбиенталното осветлување. Дури и во боите на програмите, на режимите на возење, Peugeot се разликува од рутината. Еко не е зелено, туку е сина, значи боја на струјата. Нормално е некоја нијанса. Спортско е зелено-жолто. Спортската боја на Peugeot. Значи и во тоа мора да се разликува.
Peugeot не е од марките што калкулираат со новите модели. Често пати се случувало на сцената да се најавува некој модел од кој што се очекува многу, затоа што претходникот постигнал многу, оставил впечаток. Меѓутоа, откако ќе се појави моделот, забележувате дека точно половина од очекувањата се исполнети. Кај Peugeot го нема тоа калкулирање. Причината зашто постојат такви разочарувања кај новите модели е кај така наречените уништувачи на забава, сечачи на трошоци и слично, кои што ставаат ограничување на креативноста и кажуваат не може тоа да влезе во серија, е прескапо. Или секако постојат и примери кога во управните одбори се остава таква резерва, чекај сега, ако кај овој модел пуштиме се што можеме да постигнеме и во поглед на дизајнот и во технологијата, што ќе правиме кај следниот модел. Значи се остава резерва за следниот модел, за да има напредок. Тоа го нема кај Peugeot. Затоа се случува ова дизајнерска авангарда, овој дизајнерски напредок и технолошко убедување. Peugeot е храбар да го понуди 1-2 литарскиот мотор како основна варијанта со благ хибриден погон, што е сосем задоволително, па посебно во услови кај нас, каде што и во услови на денешен сообраќај, каде што е поважно да се има добра опрема, комфорно патување, комфорно и безбедно возило и штедливо возило, отколку да се има мотор кој што ќе биде моќен. Точно резервата, кој што ќе биде моќен еднаш во годината за да се отиде на одмор. И затоа нема калкулација кај Peugeot. Затоа се случува 3008. Постои и основа, односно темел, за Peugeot 3008 сега да изгледа вака. Затоа што пред него почна уште 308, воведе некои промени во символиката, во говорот на дизајнот. Потоа следеше фастбекот, значи дизајнерската пресвртница во форма на Peugeot 408 и целиот тој троскок го заокружува 3008 SUV. Тоа е француска марка. Има работено во историјата. Сето тоа што го има работено во насока на дизајнот, во насока на материјали, решенија, бои, амортизација, сето тоа се пренесува во моделите. Ништо не е останало изгубено во 70-тите, 80-тите или 2000-тите години. Сега сме веќе 24 година, 2024. И го има тој француски шмек. Односно, како што кажува шефицата Линда Джексон, тоа е allure. Јас лошо го изговарам францускиот, не ми е посебна вештина, меѓутоа францускиот печат го има. И внатрешноста е тоа што вистински плени. Надворешноста, да, нема да избледи. Ова ниту по 10 години нема да избледи. Ова е сепак автомобил кој што ќе вози и во времето кога Европската унија веројатно ќе го реализира тој план, новите модели во продажба, односно од салон да не може да се излезе со друг автомобил освен со електричен погон. И овој ќе биде дизајн, ќе биде актуелен и тогаш. А зошто го напоменувам тоа? Затоа што Peugeot 3008 постои и во електрична варијанта. Целосно електрична изведба. Платформата е Stella платформа, Medium. Прв модел со Stella платформата, Stella Medium платформата, е развиена првенствено за електричен погон. И многу нешта се отпочнати од нула, од темел, и затоа се чувствуваат оние предности, отфрлени се сите навики, сите рутини кои што
биле користени претходно, се провлекувале низ платформите. Сето тоа е отстранато и развиена е нова платформа. Затоа ја има просторноста, затоа го има нискиот праг, меѓутоа прагот е низок, меѓутоа очигледно се постигнува цврстина со ширината на овој дел, на овој појас. Се забележува дека е широко ова подрачје. Тоа ја обезбедува цврстината, не само при страничен судир, туку и воопшто крутоста на каросеријата и очигледно е дека се внимавало на тоа да при седнувањето, значи да биде мала оваа висина. И тоа се нешта кои што доаѓаат заедно со платформата, а кои што ќе ги забележат луѓе по тоа што им е комотно кога ќе седнат во Пежо. И да го приведам заклучокот кон завршетокот. Моторот не е повеќе ремен, кој што е многу крут во поглед на почитувањето на термините за сервисирање и во поглед на спецификацијата на масло. Тоа се значи моторите кои што се пред оваа генерација, смената. Значи има направено некои зафати кои што се во насока на прифаќање на благиот хибриден погон на овој мотор. Меѓутоа, главната промена е во преоѓањето од ремен на ланец. И со тоа се отстранува дел од оние предрасуди на купувачите кои што се поврзани околу предходните генерации на моторот. Во поглед на моќноста, имам кажано и предходно, уште со 408, дека 1-2 литрскиот мотор не е само 1-2 литрски мотор и не е само 3 цилиндарски, туку е 1-2 литрски мотор со турбо надполнение. Турбината има функција да надомести заработната зафатнина, односно во поглед на моќноста, во поглед на ослободувањето на моќноста, во поглед на забрзувањето, трајното оптоварувањето на механиката, сите тие нешто, значи малото, ниското оптоварување, сето тоа е на рамништо најмалку на 1.6 литрски мотор од класична конструкција. 1-2 литрски мотор е заради ЕУ, заради намалување на потрошувачката и заради намалување на емисијата на CO2. Тоа е причината. Не е направена за да се заштеди повеќе или за тоа што нема капацитети Peugeot да развие поголем мотор, туку е направено единствено со таа причина. Постои целосна електрична изведба, а подоцна, значи веќе можеби и се воведуваат на некои пазари, изведба со приклучен хибриден погон. Значи, кој сака повеќе моќност од 1-2 литрскиот мотор, има избор тоа да го направи со приклучен хибрид. Тоа е во поглед на моторот. Тивок е моќен, многу менува тоа што има автоматски менувач, електромоторот е вграден, значи во менувачот и овозможува тоа решение, таа промена, тој зафат овозможува при паркирање, при поаѓање, при движење во колона во град, овозможува електричен погон, чисто електричен погон. И пријатно е тоа што се чувствува секогаш ангажираноста на електромоторот во погонот, во позитивна смисла, значи како во поглед на она тивко зуење кое што е типично за електромоторот, така и во поглед на дополнителниот буст, дополнителната моќност што е испорачува, го потурнува возилото. Потрошувачката во град, па кога би се возело во нормални услови, значи без нагли стартови и возење 200 метри до следното одредиште, потрошувачката би можела да биде и под 8 литри. Значи тоа е несомнено, тоа е функција, тоа е придобивката од благиот хибриден погон. За внатрешноста веќе зборував многу, просторноста назад одушевува, како во поглед на простора, така и во поглед на практичноста и пријатното чувство, односно комоцијата. Се седи комотно, пријатно, високо е. Багажникот има иста зафатнина како претходно, 520 литри, обработен е одлично. Станува збор, значи, за
еден концепт кој што преоѓа од SUV и оди во насока на Гран Туризмо. Повеќе е Гран Туризмо. Значи, модел по кој што посегнувате по повеќе опрема, сакате да има некој обележја стилски, да има, да биде препознатлив дека е скап. 40.000 евра чини. Меѓутоа, тоа е целата задвижување, целата машинерија се движи во таа насока да SUV-ата преидат од она некогашна лажна маска на теренци да преминат во Гран Туризмо, односно во патувачки машини и возила за се. Тука го имаме и ценовникот. Многу е необично денес човек да земе хартија во раце, меѓутоа е прегледно. Ценовникот почнува, во Евроимпекс почнува од 35.780 евра за истиот мотор, за истата комбинација, благ хибрид, автоматски менувач, сите комоции што ги има погонат, меѓутоа во ниво Allure, значи во на кој што го спомнав ниво, тоа е далеку од основно, значи во две нивоа се нуди за сега. Сака Peugeot да го позиционира како лайфстайл модел, како премиум модел. GT нивото, значи во кое што е тестираниот модел, чини 40.410 евра. Дополнително постои електрична извадба, значи Евроимпекс уредно си ги има објавено цените, 57.330 евра е електричната извадба со 73 кВт батерија, 210 конски сили, без какви било субвенции. Тоа е посебна тема кај нас. Значи, единствената помош во поглед на купувањето електричен автомобил кај нас е во тоа што државата не наплаќа акциза, данок на луксус. Значи, нешто што и без тоа не би требало да го наплаќа, го наплаќа кај некои други модели, кај електричните автомобили тоа се воздржува државата од такви зафати, од такви луксузи, додека во GT нивото се 61.450 евра. Значи 20.000 евра чини електричниот погон. Со субвенции и со бројни придобивки, тоа би било многу помалку и би било поисплатливо, меѓу другото и за фирмите. Би било многу поатрактивно. 3008 во GT нивото, дополнително од тоа што го има Allure, има пиксел LED светла, значи тоа го има како стандард го има. 3D задни светла, LED светла со 3 лабовски канџи. Безжичен полнеж за паметен телефон, навигација, виртуелни копчиња, iToggles, панорамски iCockpit, значи кај GT-то го има тоа со заоблен дисплеј, го има и кај Allure, меѓутоа се помали дисплеите, иако и таму ја има истата целина. Кожен управувач со украси и нормално со GT, алуминиумски педали, прагови, челични прагови на вратите со надпис Peugeot, патосници со GT лого, алкантара, ткаенина на седиштата. Тука е целосно, тука е уште понапредна, значи е вештачка кожа, меѓутоа тоа е технокожа веќе. Па дури попријатно е седењето отколку со природна кожа. Може би евентуално скапа кожа, напа кожа од специјална изработка би била блиску до нивото на комоција, на мекост и на пријатност која што го има оваа кожа. Што ја користи Peugeot денес? Технокожа. Потоа има електрохроматски внатрешен ретровизор, односно сам се затемнува, не може од назад некој да ве заслепи со долги светла. Автоматско приспособување на долго светло, значи тоа го има. Предни сензори за паркирање, електрика на задна врата и можност да се отвора со замавнување со стопало, автоматско отворање. Потоа има спойлер, црн спойлер и покривот исто така, црниот покрив, секогаш е сјајниот покрив, секогаш е во пакет кај GT, значи двобојната каросерија е стандард. Понатаму има
мануелно местење на лумбален дел на возачко седиште, централен подпирач за рака назад, отвор за ски, автоматско исклучување добро, 4 пути клучаци, има дополнително и тоа е опремата која што дополнително доаѓа на, па веројатно 40 ставки кои што од предходно ги има Алух.